Почитуван градоначалник на општина Велес, господин Аце Коцевски. Почитуван председател на Совет на општина Велес, господин Кире Гајдов. Почитуван председател на управниот одбор на јавното комунално предпријатие Дервен, господин Александар Јаковлев. Почитувани представници на политички партии. Почитувани поранешни директори и раководители на ЈКП Дервен. Почитувани раководители и наши колеги од ЈКП Дервен. Почитувани представници на медиумите. Голема чест е што денеска сте заедно со нас овде да го одбележиме јубилеот. 30 годишнина од постоењето на фабриката за обработка на вода за пиење по склоп на ЈКП Дервен. Пред 30 години започна со работа фабриката за вода. Нејзината изградба во тоа време беше несомнено предизвик, но и надеж за сите велешани дека ќе се реши повеќе деценискиот проблем со недостиг од чиста и хигиенски исправна вода за пиење. Фабриката беше изградена во рекорден рок, од само една календарска година. Резултат на ентузијазмот и вложениот труд на сите што беа вклучени во процесот. Дел од нив денеска овде присутни, поранешни директори и раководители на ЈКП Дервен, за што им искажуваме благодарност. Во меѓувреме капацитетот на фабриката за вода за пиење беше надграден, па денеска на градскиот водовод се приклучени и повеќето приградски населби и селата кои гравитираат во околината на градот Велес, односно секаде каде постојат технички услови, извршено е приклучување на руралните средини на градската водоводна мрежа. Град Велес и приградските населби веќе 30 години добиваат квалитетна и хигиенски исправна вода за пиење. За квалитетот на вода за пиење се грижат нашите колеги, вработени во фабриката за вода, кои непрекинато вршат мониторинг на водоснабдувањето и микробиолошки и физичко-хемиски анализи на водата, како резултат на што контролите за квалитет на водата што се дистрибуира во водоводната мрежа секогаш покажуваат задоволителни резултати. Им искажуваме благодарност за посветеноста и трудот што го вложуваат секојдневно во оваа одговорна работа. И воедно им го честитаме јубилеот. 30 години успешна работа и безпрекорно функционирање на фабриката за производство на вода за пиење. Ви посакувам уште многу успешни години и плодна работа. Го замолувам директорот на ЈКП Дервен, господин Антон Јович, да им се обрати на присутните. Почитувани присутни, поминатото снабдувањето на општина Велес со вода за пиење претставува проблем од големо значење. Првите пишани сведоштва за снабдување со вода за пиење се од крајот на 19. век. Граѓаните се снабдувале со вода за пиење од градските чешми и од неколку бунери, како и од Рашанскиот водовод кој бил со ограничен капацитет и се снабдувал со вода само 50 до 60 чешми. По-сериозен обид да се реши проблемот со водоснабдувањето на градот Велес со вода за пиење бил направен во 1929 година, кога кашниот општински одбор решил да се пристапи кон изработка на проект за доведување на вода во Велес од дрвенските извори преку јавни чешми. Овој проект бил реализиран во 1933 година. Во периодот од 1950 година до крајот на 80-тите години од минатиот век изградени се така наречените рени бунари во близина на реката Вардар, кои исто така немале доволен капацитет со вода, особено во летниот период и редовно се воведува рестрикции. Изградба на хидросистемот Лисичи, фабриката за преработка на вода за пиење, беа проекти кои финално го решија проблемот на велешани со недостиг од чиста и квалитетна вода за пиење. Рестрикцијата на водата за пиење во текот на летните месеци стана минута, а водата што се дистрибуира до корисниците е со строго контролиран квалитет и без прекини. Вештачката акумулација на хидросистемот денес собира 24 милиона метри кубни вода од реките Тополка и Врановска река, како што е повеќе од доволно не само за снабдување со вода за пиење на градот Велес и околните населени места. Истите се изградени со придонес од граѓаните на градот Велес во 2 наврати во вредност од 10 милиони евра.
Фабриката за преработка на вода за пиење, изградена во 1991 година. Во фабриката сировата вода што се доведува од хидросистемот Лисиче се обработува низ неколку технолошки процеси. Се контролира незината исправност и се дистрибуира во градската дистрибутивна мрежа. Капацитетот денешен на фабриката е за производство изнесува 300 литра во секунда. Во фабриката за пиење што се произведува водата мине низ неколку технолошки процеси. И тоа пред се примерна дезинфекција и оксидација, коагулација, флокуација, седиментација и таложење, меѓуфазно озонирање, филтрација и дезинфекција со хлор. Во изминатиот период од овие 30 години вложивме доста големи средства пред се да се надогради оваа фабрика. И тоа набавени се неколку компресори за производство на воздух во процес на озонирање на водата, изграден е ламерен таложник, дополнителен капацитет од 500 литра во секунда, комплетно е заменета постројката за завршно хлорирање, како и набавен е нов озонатор. На крај би сакал да му се заблагодарам на работниот тим на фабриката за обработка на вода за пиење, за досегашната успешна работа и да им го честитам на моите колеги јубилејот 30 години безпрекратно функционирани и успешни резултати. Благодарам. Почитуван господин Гајдов, председател на Советот на општина Велес, почитувана господја Праличкова, член на Советот, почитуван господин Јаковлевски, председател на Управниот одбор, почитуван господин Јович, актуелен директор, почитувани претходни директори на јавното комунално предпријатие Дервен, претходни раководители, актуелни раководители, поранешни вработени и сегашни вработени. Ми представува особена чест во име на Советот на општина Велес и во моје име да ви се обратам, да ви го честитам овој голем јубилеј, 30 години од започнувањето со работа на фабриката за вода или како што во народот ја нарекуваме филтер станицата. Би сакал во име на сегашните генерации да им се заблагодарам на сите поранешни раководители на Дервен, градежни инженери, други инженери и останати вработени, да не им ги сгрешам имињата и да не испуштам некого, пред се на Борче Мимов, кој во тоа време бил директор, на Ане Маджаров, на Ѓоре Јорданов и на останатите, за огромниот труд заедно со нивните соработници кои го имаат вложено за Велес да добие уште пред 30 години современа фабрика за преработка на водата со цел граѓаните и граѓанките на општина Велес да добијат квалитетна, чиста, безбедна, здрава вода за пиење. Во тоа време тогашното раководство на општината заедно со раководството на Дервен донеле мудра одлука на овој начин, стратешки, долгорочно, со изградба на ваков голем капитален објект да го решат трајно проблемот со водоснабдување на населението од општина Велес, значи не само од градот Велес, туку и пошироко од околните населени места. Како што рече Тони, ние можеме да се пофалиме дека пиеме квалитетна, чиста, здрава вода за пиење и покрај тоа што има проблеми со водите кои се влеваат во хидросистемот Лисиче, заради тоа што не е изграден колекторски систем и пречистителна станица за прифаќање и третман на отпадните води од селата кои се наоѓаат над браната. Тоа треба да биде еден голем предизвик на општина Велес и на општина Чашка и на Вардарски плански регион заедно со јавното комунално предпријатие Дервен да се обезбедат кога тогаш финансиски средства да се реши овој проблем за да може да бидеме сигурни дека во иднина ќе ни биде водата уште поквалитетна. Таа е сега квалитетна, но за тоа мора да се вложуваат различни хемиски средства за да се доведе водата во исправна состојба. Ова е добра прилика да кажам и неколку други работи. Би сакал да упатам апел до актуелното раководство на Дервен да не го запоставува системот на рени бунарите, што се случи заради негрижа во изминатиот период, затоа што не знаеме какви времења доаѓаат, што може да се случи. Во некоја несакана идна предпоставена ситуација да дојде до неможност да се користи водата од хидросистемот Лисиче, би било добро граѓаните и граѓаните на Велес да имаат и алтернативен извор за обезбедување на барем минимални количини на
вода за пиење и би било добро управниот одбор и раководството на Дервен да вложат напори филтерстани, односно ремибунарите повторно да се оспособат за да може да бидат во функција во некоја идна несакана предпоставена ситуација. Би сакал да го пофалам актуелното раководство на Дервен затоа што се предвидени повеќе инвестициони зафати во наредниот период со кои уште повеќе ќе се подобри работењето на јавното комунално предпријатие и посебно на квалитетот на водата. Со СКАДА системот, кој е систем за контрола, управување и мониторирање на дистрибутивниот систем за водоснабдување, инвестиција која ќе биде над 200.000 евра, значително ќе се подобри начинот на управување, контрола и мониторинг на системот. Исто така со зафатите кои се предвидуваат за утврдување на загубите на вода, инвестицијата која треба да биде тука во лабораторијата за уште подобар третман на водата, мислам дека ќе добиеме сите ние како граѓанки и граѓани на Велес. Јас особено сакам да потенцирам дека јавното комунално предпријатие Дервен и покрај тоа што формално на крајот на годината покажува загуби кои се резултат на високата вредност на амортизацијата, сакам да потенцирам дека и покрај тоа е едно од најдобрите јавни комунални предпријатија во државата. Како што разговаравме со директорот, само оваа година можно е да се инвестираат повеќе од 40 милиони денари, средства кои ги има на својата жиросметка јавното предпријатие за да се подобри неговото работење. Мислам дека доколку партиите и политичарите малку повеќе ги тргнат рацете од јавното предпријатие, доколку таму се примаат што повеќе стручни, професионални, добро обучени кадри, а не само кадри кои се заслужни за политичките партии, јавното комунално предпријатие Дервен може да биде во иднина уште подобро од тоа што е сега. Треба да биде предизвик да се намалат загубите на вода со зафатите кои се работеа во изминатите години и кои ќе се работат во наредниот период. Мислам дека и тука ќе се подобри состојбата со уведување на нов модерен систем на отчитување на водомерите. Исто така сметам дека може да се направи на многу на тој план. Би сакал да не ви одземам повеќе време. На крајот уште еднаш, посебно на вработените во филтер станицата, односно во фабриката за вода, да им го честитам овој голем јубилеј, да им посакам и понатаму неумерно грижливо да се грижат за квалитетот на водата што сите ние ја пиеме како граѓанки и граѓани на Велес. Од нас ќе имате секогаш поддршката да сте живи и здрави и да се гледаме секогаш за вакви убави јубилеи во наредниот период. Ви благодарам.